Министерството за информатичко општество и администрација прави голем исчекор во насока на професионализација и департизација на јавната администрација. Тоа е едно од клучните барања на граѓаните, но и на нашите партнери од Европската Унија. Ова е можеби еден од најважните чекори во процесот кон департизација и професионализација на јавната администрација, што е една од главните цели на реформата во јавната администрација, истакна Манчевски на денешната пресконференција во владата. Македонија е прва земја од регионот која што со започнување на оваа реформа се обврзува преку нов закон да утврди јасни критериуми за избор на професионални раководни кадри. Ова е можеби една од најважните чекори во процесот на професионализација на администрацијата, што е една од главните цели на реформата на јавната администрација. Тоа ќе се постигне преку зајакната примена на начелата за заслуги, еднакви можности и правична застапеност. Со овој концепт ќе се постигне и професионализација на високите раководни структури. Законот ќе се однесува на високите раководни позиции како директори и секретари. Нема да се однесува на невисоките политички функции како што се министри, заменици министри, како и на независни тела како што се Народниот правобранител или Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации. Ќе биде формирана и комисија која ќе ја врши селекцијата на кандидатите, а изборот на раководните лица ќе биде преку јавен оглас на кој ќе може да се пријават граѓани со високо образование. Раководните кадри ќе бидат оценувани една година по назначувањето и секој наредни 2 години. Во периодот што следи планирани се серија јавни дебати и консултации со граѓанскиот сектор и опозицијата околу подготовката на законот за висока раководна служба.